Имено имаме можност сега да предискутираме за една тема која што е од особен интерес на јавноста, но јас ќе кажам дека начинот на кој што овие законски измени се носат, нивната брзина, односно брзата лента на кој што овие законски решенија се носат, навистина е несоодветна на тоа и на актуелниот друг случај кој што го имаме во општеството, а тоа е скандалот со клиниката за онкологија. Имено в текот на вчерашната седница беа изгласани две точки кои што беа ставени на дневниот ред. Првата беше анкетната комисија за надзор на тој случај во кој што се уште не се обезбедени материјали, а втората беше точката која што на дневниот ред беше ставена како 22 на дневен ред, а тоа беше извештајот на Државниот завод за ревизија за случувањата во таа клиника за онкологија, во кој што треба пратениците да дискутираат по него за да целото општество и целата јавност види кои биле тие недоследности или недостатоци кои што биле констатирани во работата и потоа зошто ништо не е превземено, но еве гледаме дека еден ден после тоа, наместо да разговараме за тој скандал, ние разговараме за кривичниот законник. Јас сакам од аспект на кривичниот законник да потсетам на една друга појава во општеството и да ги вратам граѓаните и целото општество неколку години наназад, во времето на така наречената шарена револуција и премисата која што испадна дека од една од најголемите надежи, најголема лага во општеството во Република Македонија, тоа е нема правда, нема мир. Тука пред себе имаме ни две изјави кои што биле дадени во ноември месец, 14 ноември, на тогашниот пратеник Павле Богоевски, односно оној кој што беше предводник на шарената револуција, во која што за токму вака исто предложено законско решение или обид нешто вакво да се донесе, дал изјава дека е скриена амнестија или јавна манипулација. И конкретно се фатил за ставот 5 од членот 353, кој што во моментов наместо да биде моделиран од вашиот предлог, почитувана заменик министерке за правда, е тотално избришан од предлогот кој што вие сте го пратиле до собранието. Сметам дека е особено несоодветно да велите дека кривичниот законник едноставно ќе почива на зголемување на деликтот за животната средина. Веројатно вашиот зелен закон за кривична постапка го сваќате како тоа што партијата ДУИ ја сваќа зелената агенда, а второ дека во законот има измени само во додавање на деликт несоодветно однесување во сообраќајот, кога се обидувате еден ваков член да му дадете еден ваков скриен наратив. За јавноста попластично да ме свати за што зборуваме ние тука. Ние зборуваме за намалување на казната, односно тргнувањето на горната граница за одредување на казна за членот 353, односно злоупотреба на службена должност, како и рокот на застарување да биде намален на 6 години. Тоа значи дека сите оние деликти кои што вашата партија, која што оваа владеачка коалиција ги сторила на доаѓањето од власт, веќе во овој момент би биле застарени и никој не би одговарал за злоупотребите за кои што гледаме дека секојдневно ги полнат насlovните страници на медиумите во Република Македонија. Исто така, вие тргате важни одредби за злосторничко здружување или да бидам уште подиректен, во оваа држава за склучени криминални јавни набавки или никој нема да одговара или ќе одговара при очигледно случување со милионски штети. Тоа што овој член се злоупотребуваше за пресметка со политички неистомисленици, сега фактички значи дека никој повеќе од тој момент натака не би имал можност да биде гонет по овој член, особено не оние кои што во последниве 6 години сторија очигледни криминали. Довербата во правосудството и покрај тоа што премиерот или министерот за правда или вие како дел од тој сектор или било кој припадник на владеачкото мнозинство укажува дека е посебно од извршната власт и дека извршната власт не се меша во правосудството, сепак со вакво предложување на закони во кои што директен предлагач е премиерот на владата, вие сте повереник, уште повеќе ја намалува довербата која што го достигне историското дно од 1%. 1% по сите релевантни мерења на јавното мислење е довербата во правосудството во Република Македонија. Јас сакам да ја потсетам јавноста на сите оние случувања или актуелности кои што во последниве 6 години се случија и како овој закон едноставно ќе имплицира на и тоталното беззаконие кое што сега се случува во моментов. Ке почнам од фамозното специјално јавно обвинителство и од Катица Јанева. Тоа беше првиот ваш влез во реформирањето на така нареченото урнисано правосудство за кое што вие со месеци ја малтретиравте македонската јавност протестирајќи низ скопските улици. Потоа видовме тоа како заврши, нешто кое што нели требаше да ги осудува оние кои што не мислеа како вас,
па се префрливме на кацарска судството, каде што диктирајќи од партиски штабови пресуди се судеа луѓе по 200 или повеќе години затвор. И тоа видовме како заврши, со што директно се упадна во тој систем и таа господја сега ја извршува функцијата председател на Уставниот суд, каде што треба да носи смешни пресуди, како што беше уважување на некои одредби, како што им одговараат на владата, а не се поддржани од ниту еден од македонските граѓани. Потоа влеговме во една авантура во она обвинителство за специјални истраги или така натака со Вилма Русковска и тоа видовме како заврши. Тука не убедувавте 2 или 3 години дека тоа е реформа во обвинителството и дека конечно тоа обвинителство суди по мерит системот, а ние ви укажувавме и тогаш дека има спорни одредби во кои што има гилотина само за оние кои што не размислуваат како вас. Требаше да почекаме брутално да ја разрешите таа господја, па за и таа да го продолжи сведочењето дека имало политички притисок и дека ако кажала кој врши притисок, тогаш ќе имало реперкусии по многумина. Потоа дојде сегашниот кандидат за уставен судија Љубомир Јовески, кој што во собранието тука кажа дека не чувствувал никаква обврска за довербата од 1% и дека нема намера да поднесе оставка. Кажете ми една истрага која што ова обвинителство, откако Љубомир Јовески е кандидат за уставен судија, има отворено. Кажете ми како е возможно во ова правосудство, во ова обвинителство, да има деликти каде што десетици луѓе ги загубија животите, а да биде крива лиценцата, да бидат криви оние кои што се возеле со автобусот, а не го провериле дали има соодветна лиценца, да биде крив кабелот или сега поново доколку сакате, ако продолжите на ваков начин да ги управувате овие членови, на крајот ќе дојдеме до поентата со членот 353, дури ќе биде крив и ормарот на клиниката за онкологија на кој што биле складирани лековите, но нема да го има вистинскиот сторител на тие кривични дела. Подите чекор нанапред каде што сегашен обвинител вие оној на кој што функционерите од ДУИ му се качуваат и му седат на глава, а тоа е Ислам Абази. За ништо во оваа држава што е поврзано со лица блиски до владеачкото мнозинство не е поведена никаква истрага. И дополнително на тоа вие со овие два члена 353 и 394 ги ослободувате од одговорност. Јас сакам да го кажам следново. Вашиот квалификатив на толкување на овие дела точно е дека засега и функционери од минатото. И ние секогаш сме зборувале дека во оваа држава правдата треба да биде пред и над се. И има многу луѓе во оваа држава кои што чекаат правично судење, односно судење кое што нема да биде инструирано од политичките моќници, туку кој ќе биде инструирано директно од правните начала, односно тој кој што би бил осуден или ослободен согласно начала кои што доаѓаат од позитивните законски норми кои што би биле во целост испочитувани наместо политички притисок, тогаш во ред. Но вакво амнестирање, односно вакво посипување на пепел на отворена сцена на една политичка коалиција до сега било незабележително. Сосема е јасно, почитувана заменик министерка, зашто го предложувате овој закон. Оваа амнестија која што вие сакате да ја воведете за сите оние деликти сторени во претходниве 6 години, едноставно нема да ви помине. И тоа е директно признание дека вашата политичка коалиција се спрема за заминување во опозиција и за она кое што потоа доаѓа, кое што 6 години е најавувано и од политичарите, и од експертската јавност, а и од повиците на нашите меѓународни партнери. Ако сакате ќе ви кажам и две изјави, конкретно гледајте ги изјавите на корупцијата на нашиот стратешки партнер, амбасадата на Соединетите Американски држави, или изјавите на холандскиот амбасадор, дека она кое што се случува во ова општество или во судскиот совет е едноставно метастазирање на корупцијата која што е навлезена во сите институции на системот. И овоа така наречено законско решение кое што не преку ноќ, туку во часови го туркате да помине во македонското собрание, едноставно нема да ги амнестира оние кои што 6 години имаат сторено очигледни криминали, кои што се работи за секаква сфера на општеството. И второто, кое што сметам дека е уште повеќе важно и кое што треба да биде нотирано како заклучок од денешнава дискусија. Без разлика дали на ваквите закони ќе им давате европски знаменца или златни знаменца, или било какви трикови ќе измислувате за да ги протнете низ институциите, при тоа истурајќи си пепел на сите оние промиси кои што лицемерно ги кажувавте кога доаѓавте на власт, дека луѓе ќе одговараат, дека правдата ќе биде за сите иста, едноставно нема да помине. Ќе се изнајде при промена на власта преодно законско решение, кое што ќе ги санкционира сите оние кои што во претходните 6 години го крадеа овој народ и правеа деликти кои што беа спротивни на законот. Секој оној кој што се огрешил кон законот,
со акцент на оние кои што со ова законско решение сакате да ги амнестирате. А тоа се сите оние функционери во изминативе 6 години, едноставно нема да ви помине, и сите оние кои што украле пари од овој македонски народ ќе им бидат санкционирани и парите ќе бидат вратени. И ќе ги гониме се до оној момент додека можеме тоа да го сториме без разлика на вака шверцерски протнати законски решенија. Благодарам.